Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта. Започнуваме нашата дневна емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот под наслов Извор на надеж. Еви денеска ќе спомнеме три личности од Библијата кои имале свој извор на надеж во Господа Исуса Христа. Најпрви да го споменеме Аврам. Надеж против надеж. Му било ветено дека ќе има дете, меѓутоа нешто се случило во неговиот живот. Во Римјаните во 4 глава во 18 стих читаме: тој поверува со надеж, иако немаше надеж. Аврам стана татко на многу народи, затоа што се надеваше и кога изгледаше невозможно. Аврам имал чврста доверба, вера во Господа Исуса Христа. Драги пријатели, драги гледачи, Бог создава живот тамо каде што човекот гледа крај. Надежта во Христа ја руши границата на човечкото невозможно. Човечки не било возможно неговата сопруга Сара на 100 години да роди дете. Меѓутоа, чудата се секако кај Бога, а не кај луѓето. Да го споменеме и Давид, надеж во време на страв. Во Псалом 27:1 пишува: Господе, светлина моја и спасение моје, од кого да се плашам? Давид навистина имаше многу непријатели, во една прилика беше опколен со непријателска војска, но неговата сигурност беше во Господа. Кога Бог е твоја светлина, темнината не владее над тебе. Надежта во Бога е најсилното оружје против стравот. Нека навистина, почитувани гледачи, Господ биде наша надеж во време на страв. Би ја спомнал овде во овој контекст и Марија Магдалена, надежта на воскресението. Во Јован 20 глава во 16 стих пишува: Исус ја рече: Марио, веруваш ли? Недлабоката тага на Марија се претворила во најголема радост кога го слушнала своето име од устата на воскреснатиот Христос. Надежта оживува кога Христос зборува во нашето срце, дури во најмрачните утра. Марија го посетила Магдалена гробот, била расплакана, жалела за Исуса, меѓутоа Исус и се јавува и вели: Марио, веруваш ли дека сум јас тоа? Колку била радосна и среќна кога во тие најмрачни утра во животот на човекот ќе се појави Исус и ќе каже: јас сум тука, не плаши се. Нека и овој ден, почитувани гледачи, Исус биде нашата надеж, извор на нашата надеж. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Сум човек потполно слаб. Боже, откри ми колку вредам јас во очите Твои.
sum samo ovoj svet. O Bože moj, pomogni mi ti od den do den. Od den, Isuse, te molam, nauči me ti, za da možem da ispunam se samo za tebe. Včera pomina, Isuse, utre dalike dojde ne znam. I te molam jas, Isuse moj, ti sila mi da. Pokaži mi skali po kojike hodam, da bi stignal jas, Isuse moj, po nebesen dom. Pa to za nebo, daj mi go ti, Isuse, ti vodi me do pobeda. Od den do den, Isuse, te molam, nauči me ti, za da možem da ispunam se samo za tebe. Včera pomina, Isuse, utre dalike dojde ne znam. I te molam jas, Isuse moj, ti sila mi daj. I te molam jas, Isuse moj, ti sila mi daj. Христос ги исцелува лепрозниот, слугата на стотникот, бабата на Петар и други болни, ги поучува своите два ученика, ја стигнува бурата и им помага на двајца бесни луѓе. Глава 8. А кога слегна од планината, по него врвеше многу народ. И ете се приближи еден лепрозен. Му се кланяше и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. А Исус, кога ја пруži раката, се допре до него и рече: Сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата и му рече Исус: Гледај, никому не кажувај, а оди, покажи им се на свештениците и принеси дар, како што заповедал Мојсей, ним за сведоштво. А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до него еден стотник и го молеше говорејќи: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Исус му рече: Ќе дојдам и ќе го излекувам. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збори, слугата мој ќе оздрави. Зашто и јас сум човек подвластен, а имам и подчинети војници. Па кога ќе му речам на еден од нив: оди, и тој оди, на другиот: дојди, и тој доаѓа, и на слугата: направи тоа, и тој прави. Кога го чу тоа, Исус се зачуди и им рече на оние што врвеа по него: Вистина ви велам, ни во Израилот не најдов толку голема вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраама, Исака и Јакова во Царството Небесно. А синовите на Царството ќе бидат фрлени во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. И му рече Исус на стотникот: Оди си, и како што си поверувал, нека ти биде. И слугата негов во истиот час оздраве.
Кога дојде во домот на Петра, Исус ја виде тештата негова како лежи болна од треска и се допре до раката нејзина и треската ја остави. Таа стана и им служеше. А кога се стемни, доведоа при него мнозина бесни и он со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: Он ги зеде на себе нашите немоќи и ги понесе болестите. Кога виде околу себе многу народ, им заповеда на учениците да минат на другата страна. Тогаш се приближи до Исуса еден книжник и му рече: Учителе, ќе врвам по тебе, каде и да одиш? А Исус му рече: Лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да подслони. Друг пак од учениците му рече: Господи, позволи ми најнапред да отидам да го погребам татка си. Но Исус му рече: Врви по мене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. И кога влезе во коработ, по него влегоа и учениците негови. И ете настана голема бура во морето, така што брановите го покриваа коработ, а он спиеше. Тогаш се приближија учениците до него, го разбудија и рекоа: Господи, спаси ме, загинуваме. А он им рече: Зошто сте толку плашливи, маловерни? Потоа стана и им заповеда на ветровите и на морето и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: Кој е овој тај ветровите и морето му се покоруваат? И кога пристигна на другата страна во земјата Гергесинска, го сретнаа двајца бесни излегле од гробиштата, беа толку лоши што не смееше никој да мине по тој пат. И ете извикаа и рекоа: Што имаш со нас ти, Исусе, Сине Божји? Зар си дошол тука пред време да не мачиш? А далеку од нив пасеше голем број свињи. И бесовите го молеа и говореа: Ако не изгониш, позволи ни да отидеме во свињине. И он им рече: Отидете. И тие излегоа и отидоа во свињите. И одеднаш сите свињи се сурнаа низ страмнината во морето и се издавија во водата. А свињарите побегнаа и штом дојдоа во градот раскажаа за сето тоа и за она што се беше случило со бесните. И ете излезе целиот град да го пресретне Исуса и кога го видоа го замолија да си отиде од нивниот крај. Sundown has come again. It's time to rest. The Lord has proclaimed this day to be the best. For the world was created within 6 days. God rested on the Sabbath, and to man he said, Come unto me and leave this world behind. I know I can help you find a peace of mind. Come unto me and I will show the way, and together we will worship on this my Sabbath day. Sweet Sabbath morn dawns bright and fresh. Lift up your voice and praise on this day of rest. Marvel at the works of the Creator's hands. Open up your hearts to Him as He shows you His plan. Come unto me and leave this world behind. I know I can help you find a peace of mind. Come unto me and I will show the way, and together we
celebrate this day. Evening shadows fall as the sun gently sets. We will ever treasure these moments we've kept and live with the hope and long for the day when we see our Savior and we hear Him say, "Come unto me and take hold of my hand, and let me lead you to the promised land. Come unto me, for I have brought you peace, and together we will worship throughout eternity. Throughout eternity, throughout eternity." Искрено, но погрешно. Искреноста не е заштита од заблудата. Некој може да биде искрен, па сепак да не е во право. Може да биде честен, па сепак да живе во незнаење. Има многу посветени христијани кои искрено го празнуваат првиот ден, седмичен ден. Но во Библијата нема текст кој би го прогласил првиот ден на седмицата за сабота, ден за одмор и за богослужение. Во Новиот Завет првиот седмичен ден е спомнат само 8 пати и ниту на едно место не е наречен свет ден или сабота. Од друга страна, саботата, седмиот ден во новозаветните списи се споменува повеќе од 50 пати. Ова ги тера искрените, честните и посветените христијани да се прашаат кој ден треба да се празнува. Се почесто се поставува прашањето зошто некои христијани го празнуваат седмиот ден, саботата, а не првиот ден, а некој првиот ден, неделата. Зошто сите христијани не празнуваат изден на одмор? То прашање му го поставил еден судија на својот пријател од школските клупи. Слушнал дека тој празнува сабота и чекал прилика да го праша за тоа. Еден ден случајно се нашле вост и почнале разговор. Кажи ми, Јоване, зошто ти празнуваш сабота, а не недела? Го прашал судијата својот пријател. Пријателот од детството ја отворил својата Библија и почнал да ја чита 4-та Божја заповед. Помни го денот саботен за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи своји, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни волот твој, ни ослетот твоја, ниту придојдениот кој се наоѓа кај тебе, и за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. Заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. Кога прочитал тоа, Јован почнал да ги прелистува страниците на Библијата, барајќи уште некои текстови, но судијата го прекинал. Застани, Јоване, што ми прочита сега? 1:10 заповеди, 4-та одговорил Јован. Судијата повторно прашал. Чиј е тој закон? Божи закон, одговорил Јован. Во ред, рекол судијата. Не треба понатаму да ми читаш. Јас сум правник, ако е во прашање закон, тогаш се е јасно. Законот останува во сила, се додека законодавецот не го укине на начин на кој го дал. Кога станува збор за законот, јас слушам. Мене ми е тоа доволно. Сега ми е јасно зошто ти празнуваш сабота, а не недела.
Судијата право рекол, почитувани. Кога станува збор за законот, тоа треба и за нас да биде доволно. Законот решава се, а овде е во прашање највисокиот закон, Божиот закон. Бог објавил својот закон од небото и го напишал на 2 камени плочи. И никогаш не рекол ниту еден збор за неговото укинување. Многу искрени христијани, искрени мажи и жени, ги наследиле верските обичаи и не помислувајќи да бараат библиска основа за своето верување, па ни за седмичниот ден за одмор. Така и апостол Павле, додека уште бил фарисеј, одел по стапките на татковците, се додека не ја дознал правата вистина за Христа. Тоа сознание го изменило не само неговото име, туку и животот. Бил доволно мудр да ја признае својата заблуда и доволно силен да почне се одново. Поучен од своето лично искуство, ги советувал новобратените христијани во Солун. Се испитувајте, за доброто држете се. Прво Солуњаните 5:20. Апостол Павле истото им го советувал и на христијаните во Вереја, град на Стара Македонија. Тие биле искрени, но сепак секој ден го испитува писмото за да се осведочат дали е тоа така. Дела на апостолите 17:11. Само таквото истражување на Божјата реч може да доведе до вистинско сознание. Плодот на таквата работа се покажал и во Ерусалим. Извештајот кажува, Словото Божјо растеше и бројот на учениците во Ерусалим се зголемуваше и големо мнозинство на свештеници се покоруваа на верата. Дела на апостолите 6 глава 7 стих. Почитувани, секако во Ерусалим имало многу такви кои решиле да го продолжат животот според старите обичаи, затворајќи ги очите пред вистината. Нема сомнение дека го заборавиле она што често и денеска се чуе. Што било добро за мојот татко, добро и за мене. Тоа е најлесно, но не и најдобро. Бог секогаш за луѓето имал подобра светлина од онаа со која се задоволувале тие. За генерацијата на во Павловото време Бог имал поголема светлина отколку за нивните предци. Кога му пишувал на младиот Тимотеј, Павле постојно имал пред очи потребата за што потемелно истражување на Божјата реч. Затоа му советувал, пази на себе и на учењето. Биди постојно во тоа. Ако постапуваш така, ќе се спасиш и сам и оне што те слушаат. 1 Тимотејова 4:16. Тимотеј требало да ја знае вистината, а не да верува во приказки од старина. Вистината во која требало да верува, требало да биде заснована на Библијата, а не на мислењата на татковците и на верувањето на старите. Во Стариот Завет сам Господ рекол, ќе ме побарате и ќе ме најдете ако ме побарате од се срце. Еремија 29:13. Потребата од истражување не престанала ниту во Новиот Завет. Сам Христос рекол, ги истражувавте писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен и толкму тие сведочат за мене. Јован 5:39. Исус не опатува на светите писма, а не на преденијата и мислењата. Драги пријатели, ако сакате да откриете што е вистина, тогаш земете го во раце Светото писмо, Библијата. Од своја прва до последна книга или писмо, Библијата открива иста непроменлива вест. Ако сакате да ја знаете целата вистина дадена за наше време, треба да ги соберете сите библиски текстови што зборуваат за еден предмет. Тогаш ќе имате полна, целосна библиска вистина. Така ќе ја дознаете целосната вистина за четвртата Божја заповед. Само вистината смее и може да ги менува гледиштата и обидувањето. Искреноста ќе ви помогне да ја прифатите вистината со цело срце. Драги пријатели, ако истрајно ја истражувате вистината за вистинскиот ден на Божјиот одмор низ Библијата, ќе се уверите дека Бог денеска ни дава повеќе светлина отколку вера, отколку вчера. Често ново пронајдената вистина не е само нова, туку и потресна. Да се биде искрен значи да се живе според сознанието што го имаме, но и да ја признаеме грешката која ќе ја откриеме. Ниеден искрен човек не може да ја порекне вистината. Вашата искреност нека ве доведе кон вистината, а вистината ќе ве ослободи.
Зошто не му даваш место, да во тебе најде дом. Чуј на твое срце чука, отвори на спасот свой. Кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христа дом. Имаш место за се друго, а зар не за својот спас? Вечно ти ќе биде среќен, што во тебе живеј Бог. Кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христа Бог. Се што имаш ти му предај, тој те вечно сака знае. Бргу милоста ќе мине и ќе биде доцна се. Кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христа Бог. Еве дојдовме до самиот крај, почитувани гледачи, на денешната наша емисија. Би сакал пред да се одјавиме да и денес ви ја понудам Библијата, значи Светото писмо на македонски јазик. Сите ви кои сакате да имате во ваша собственост, пишете ни, ние ќе ви испратиме бесплатно, значи нема ништо да платите, ниту поштарина, можеби нашите соработници ќе ви ја достават на вашата домашна адреса. За да изучувате ова Библија, ви ја нудиме и дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Сите вие кои сакате бесплатно да изучувате во домашен амбиент, слободно напишете bibliјатазборова.mk и ќе ви се отворат овие неколку онлайн курсеви на дописната библиска школа. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот и на ова наша денешна емисија. Почитувани гледачи, емисија Извор на надеж, што се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија се снима и ќе може да ја најдете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта, да ја споделите на ваши пријатели и роднини.
Ми престанува да ви се заблагодарам што бевте денеска со нас. Ви закажувам нова средба во наредната емисија, а до тогаш останете со здравје, Господ нека ве чува и нека тој биде, Господ нека биде извор на вашата надежда. Секој добро. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.